7 часот и 40 минути, продолжуваме во студиото, се разбира, со отворење на првата тема за денеска. За утре во 9 часот и 30 минути најавен протест. Сите се сеќаваме на ситуацијата со куќето Феликс, бруталното претепување и за жал неубавиот крај кој што го имаше целата оваа приказна. Граѓаните и активистите и секако здруженијата бараат конечно да профункционира системот и за овие случаи, бараат правда. По тој повод утре ќе се организира протест во 9 часот и 30 минути, а поради почетокот на судењето, а во меѓувреме еве се и деталите од Столе Велковски од Анима Мунди. Столе, добро утро. Добре ни дојде. Добро утро. Изминативи денови можевме да прочитаме најразлични коментари во однос на бруталноста кон животните, но еден посебно ми се допадна дека кога станува збор за животот не можеме да мериме дали станува збор за човек или животно. Након што ние го креваме гласот и се бунтуваме е секаков вид на насилство, кој што се повеќе за жал го имаме во општеството. Точно така. Значи, ние само оваа недела кога зборуваме за насилството кон животните, само оваа недела имавме добиено до нас неколку фрапантни случаи на насилство. Имавме застрелана мачка која беше возена на преден дел од кола како трофеј. Потоа имавме куќе кое е врзано на дрво за да поттикнува друго куќе на агресија кон него. Имавме паднат коњ кој го тепаат другите за да стане и за да продолжи со работата. Имавме борби со кучиња и така натаму. Значи, овие фрапантни случаи на насилство во Македонија и понатаму продолжуваат да обстојуваат, односно да перзистираат на нашата територија, бидејќи сметаме како дел од нашиот неказнив правен систем, односно како дел од неказнивоста, мислиме дека токму тоа, заради тоа, овие случаи продолжуваат во бескрај. Затоа утре повикавме на собир, протестен, во однос на случајот со куќето Феликс, кој што граѓаните се надевам дека знаат, кој беше крвничко претепано, потоа со 20 други соучесници беше фрлено во ѓубре како да е најголем отпад и утре почнува судењето по однос на овој случај, затоа сме утре сите ги повикам сите граѓани во 9:30 кој може да дојде на овој протестен собир за да упатиме јасна порака до сите дека казнивоста мора да се зголеми. Исто така символично утре кога започнува судењето, Анима Мунди ќе достави иницијатива за измени и дополнување на кривичниот законник со засилување на казните и воведување на нови кривични дела по примерот на Хрватска, па затоа ќе бараме да биде посебно квалификувано дело борбите со кучиња, посебно квалификувано дело да биде напуштањето на миленик, бидејќи тоа исто е еден огромен проблем, и посебни одредби за поседување на животни во случај на мачење или убивање, односно забрана за поседување на животните. Така што и еве утре ќе имаме една иницијатива за промена и дополнување на кривичниот законник од страна на Анима Мунди. Столе, ќе се поднесе иницијатива и слично, каков е одзивот и реакциите на институциите? Ете сега нели имаме и нова извршна власт, дали разговарате како здружение, имајќи предвид ете дека се има иницијативи, дали имаме слух, дали има некои разговори и преговори кои што би значеле дека работите ќе се мрднат од мртва точка? Генерално немаме директни разговори се уште, меѓутоа општото расположение оди натаму дека треба да се заоструваат казните, бидејќи ако се сеќавате кривичниот законник, претходно делото по член 233 мачење и малтретирање на животни беше со казна затвор до 6 месеци максимално, а сега тој член е променет и вели убивање и мачење на животни, казната затвор е до 3 години променета. Значи, одиме во насока на заострување на казните, меѓутоа ние сметаме дека и тоа се уште не е доволно, бидејќи има простор одредени дела и да се доквалификуваат и да се стават како посебни одредби од законот, бидејќи казнената политика игра голема улога во формирањето на свеста кај граѓаните за одговорноста кон животните и кон животната средина. И казната не само што има за цел да го казнива сторителот, туку треба да делува едукативно кон сите останати граѓани кои во иднина би мачели и би малтретирале животни и доколку прв пат во историјата на Македонија се изрече затворска казна, бидејќи досега тоа не било пример, имале само парични казни, од која највисоката била 1000 евра. Сметаме дека тоа ќе даде еден добар сигнал кон сите останати граѓани, дека ќе дадеме
сигнал дека ваквото однесување е неприфатливо во нашето општество, бидејќи само со високи казни мислиме дека ќе ја постигнеме нашата крајна цел, односно да се намали бројот на животни кои се мачени и малтретирани. Кои се вашите очекувања од судскиот процес? Па од судскиот процес нашите очекувања се дека конечно првпат ќе биде изречена казна затвор. Ефективна казна затвор. Се до сега никогаш немало таков исход на судските, нели, немало на судска развршница со казна затвор. Добро, порано кога најверојатно можеме сето тоа да го поделиме во неколку етапи, порано кога буквално не постоја никакви казни, имавме некако поизразено насилство, ако ајде малку ги гледаме промените и сакаме да зборуваме за нив. Последниве години сведоци сме на насилство, но некако не во тој обем како што го имаше можеби порано. Затоа мислам дека колку повеќе сите би се вклучиле во изнаоѓање на заеднички прифатливо решение, овој проблем би се решил, бидејќи ќе се навратам на разговорот пред 2 месеци тука и граѓаните кои што немаат домомиленици и слично тоа го чувствуваат како терор врз нив кога гледаат такви измачувања. Јас видов за конјот во Прилеп, на граѓаните не им било седно тоа да го гледаат на улица во центарот на градот. Остава некоја мала траума и за нив, и за тие деца кои што тоа го гледале таму. Апсолутно е така, се слагам. Ако ја споменеме институционалната, тука секако мораме да ја споменеме и индивидуалната одговорност. Не случајно се надоврзувам на податокот кој што прочитавме со Ванеса Бајле. Кога се случи несреќата со Фросини, дознавме дека момче во алкохолизирана состојба ја усмрти. Сите бивме и исплашени и вознемирени, и тоа се уште ни трае. И сега 3 недели потоа имаме 106 лица во алкохолизирана состојба санкционирани од полицијата. Одлично што ја има на терен и одлично што санкционира. Но што кажува за нас фактот дека 106 лица си дозволиле да седнат во автомобил во алкохолизирана состојба? Што од друга страна кажува за нас дека кога долго време упатуваме на тоа дека апсолутно не треба да има насилство во никаков облик, добиваме информации за малтретирани животни на секој кјош во државата. Па тоа за нас кажува дека ние се уште не сме се ја разбрале лекцијата, дека ваквиот тип на однесување во било која држава ќе биде строго санкциониран и дека долги години би можеле да поминеме за решетките. Јас тоа цело време го викам. Се додека луѓето сметаат на неказнивост, односно се додека луѓето сметаат дека ќе поминуваат неказнато, ќе ги повторуваме делата. Во оној момент кога ќе почне државата да става јасно до знаење со вакви примери дека оваков тип на насилство или генерално насилството не може да се толерира во ова општество, тогаш мислам дека ќе имаме и поголем успех. За се треба време, меѓутоа мораме да одиме во оваа насока. 9:30 часот утре, да подсетиме уште еднаш. Во 9:30 часот пред Основниот кривичен суд во Скопје ги повикуваме сите граѓани кои што се слободни, бидејќи знаеме дека е работен ден, да дојдат, да не подржат на овој собир, да патиме јасна порака и да кажеме конечно дека неказнивоста не може повеќе да проаѓа во Македонија и да упатиме една порака до сите да бидат хумани граѓани и да се грижат дефинитивно за животните, наместо да ги мачиме и да ги малтретираме и да ги третираме како отпад. Факт е дека мнозинството од граѓаните се хумани. Сакаат решение на овој проблем. Ние ќе продолжиме како медиуми гласно да зборуваме за тоа. Секако голем, сите сме инволвирани на некој начин, не само институциите, спомена и Кристина, и ние како индивидуи, така да ајде да се избориме за едно поправедно, подобро, похумано општество. Ајде, јас велам. Се надеваме дека ќе успееме. Но благодариме што говоревте гласно, па поттикна лавина говорењето гласно. Благодарам за гостувањето во Македонија научи.